Ниските откупни цени се најголем проблем на младите земјоделци. Повеќето ќе работат на нивите доколку за произведеното добијат повисоки цени. Вака размислува и младиот земјоделец Джевдет Бекир од Крбинското село Радање, чие семејство живее од производство на тутун. Смета дека ниските откупни цени, кои били исти како и лани, покрај подобриот квалитет, годинава се демотивирачки за производителите, а за производството на тутун, тој како млад земјоделец не гледа иднина. Као јас као млад може да живеем од земјоделие ако се плате. Ако не се плате, шо ќе живеам? Ниви, имаш ли земја? Имам. Земја имам, се имам, ама цена да нема. Државата помага ли? Џабе што работиме таа работа ние земјоделието кога не се плаќа. Че едноставно тоа е голем проблем. Производството на тутун е на отворено, вели Бекири, не знаеш дали ќе имаш ќари или загуби. Една година е добра, друга нема да роди. Затоа сега неговото семејство ќе посади помалку тутун, а тој веќе размислува што може да биде подоходовно во земјоделството или да бара работа. Ја од сега размислувам, више мислам, значи секоја година садеше по 20 декара, оваа година ќе садам 70 декара, што ќе садам повише. Значи мора да тражам некоја друга работа што може да работам. Значи од ово нема нема фајда. Работиме дош, ако има и тутун, има и пари, ако нема дош, ни пари, ни тутун има. Значи ѓуброто не може да го платиме што го купуваме. Младите заминуваат од селата, не гледаат перспективи во земјоделството. Постарите грчат раменици и се прашуваат кој по нив ќе работи на нивите. Ние мислиме дека не би требало да се случи, нели, ако сакаме луѓето да останат на село. Трендот на иселување ги празни и македонските села. Младите ги напуштаат по лињата и покрај поддршката од државата која двојно се зголеми. 20.000 евра им стојат на располагање да отпочнат да се занимаваат со земјоделие, мерка за која поделени се мислењата, за некои добра да се отпочне од нула, а за дел од стручната јавност за доцнета мерка.